Гостиварските училишта подготвени за грејната сезона. Обезбедени се 550 тони нафта и 380 кубни метри огревно дрво. Како општина Гостивар сме ги превзели сите потребни мерки да основните и средните училишта навремено ги снабдуваме со деривати, дали тие да се дрва или нафта, за да воспитно-образовниот процес тече непречено. Дистрибуцијата на дрва почна порано, а последните денови имаме и снабдување на училиштата со нафта, во зависност од тоа како се греат училиштата. И тоа снабдувањето почна од основните училишта, ќе после на средните и детските градинки. Во 3 гостиварски училишта имаше проблем со парното грејење. Во Гостиварската гимназија, како и во Техничкото училиште, дефектот е отстранет, а во Основното училиште Гоце Делчев се очекува деновиве да започне реконструкцијата на парното грејење. Во двете средни училишта имаше проблем, во средното училиште, општинско училиште Гостивар или гимназија, и во Техничкото училиште, каде проблемите со парното дефектите кај парното се санирани, а во тек се работите во Основното училиште Фајконица во село Дебреше. Имаме и во Гоце Делчев дадени веќе, кога беше министерот тука, министерот за образование, веќе даде ветување дека во тек е процедурата да се санира проблемот со парното и во Гоце Делчев. Процедурата е во тек и мислиме дека мислам дека пред грејната сезона ќе имаме и таму проблемот ќе биде решен. Во текот на следната недела излегува тендерот за парното кој што треба да се изработи во рамки на училиштето Гоце Делчев, така да јас очекувам оваа година, практично оваа зима, децата да го немаат тој проблем со кој што се соочија минатата година. На начин Министерството за образование најде на слух на барањата на Основното училиште Гоце Делчев во Гостивар. Грејната сезона официјално започнува на 15 октомври. Гостиварските училишта се подготвени да ги затоплат училниците.